Почитувани, молкот на институциите поттикнува беззаконие. По скандал со Дуќан Беспари во Скопје, скандал со хотел на Попова шапка, скандал со фирма за баждарење бензински пумпи, скандал со пари од Министерството префрлани во семејна фирма, скандал со фирма за гаќи за надзор. Неказнивоста е дотолку поголема да за спречување на дивоградба да користиш и обвиниш за етнички базирана одлука. Почитувани, зад дивоградба од 160 метри квадратни во Радишани стои самоволие и неказнивост. Општина Бутел сопира градење без документи, дивоградба за која што има основано сомневање дека зад неа стои Артан Груби, а градител е негов братучет. Градбата е почната без документи, општината ја запира, а Артан Груби со партиски соопштенија обвинува дека на албанци им се забранувало да градат. Почитувани, срамен е молкот на институциите, што потикнува се поголемо беззаконие. Се додека јавноста сведочи за неказнети афери и скандали со илјадници и милиони евра, Македонија се подлабоко ќе тоне во сиромаштие и селување. Граѓаните немаат доверба во институциите, а ликови како Артан Груби уживаат во неказнивост и недопирливост. Ова мора да има крај. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на две прашања пристигнати до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Првото е по однос на информацијата која што денеска беше објавено, а тоа се закани по животот на децата на лидерот на опозицијата, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Почитувани, закани по животот на децата на Мицковски во ситуација кога тој посочува на притисоци, МВР на Оливер Спасовски молчи, невладините, оние до владата, никаде ги нема. СДС се исплашени и нервозни, губат поддршка кај јавноста, притиснати од скандали, применуваат кон закани и кон заплашување. Посочуваме дека тоа ниту ке не исплаши, ниту ке не замолкне, ниту ке не поколеба. Закани кон лидер на опозицијата и неговото семејство се недозволиви. Почитувани, МВР мора да реагира, Оливер Спасовски не смее да се сокрива како и досега од случаи на закани, а гласност бараме и од граѓанските организации кои што беа гласни претходно за правото и правдата и борбата со криминалот и насилството. Ова мора да има крај. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање побаран е став во однос на случаи криминални убиство, грабеж и тело најдено покрај Скопје се во еден ден. Почитувани, СДС не знае каде тера, МВР со Оливер Спасовски, наместо борба со криминалот, МВР го претвори во испостава на мафиите. Само во последните 12 часа се случува убиство во Скопски Капиштец, тежок грабеж во Скопски аеродром и двата настани во близина на центарот на Скопје, а според информации, обезглавено тело е најдено во близина на Скопје на патот кон граничен премин Блаце. Македонија, почитувани, ја претворија во мафијашки полигон, а сето тоа е резултат на состојбите за кои што подолго време укажуваме. Оливер Спасовски мора да си поднесе оставка, одговорност мора да има.